Боречкиот спорт со години наназад го држеше приматот на спорт број 1 во општината Кочани. Боречкиот клуб Спартак одбележа 50 години од постоењето, со резултати на кои можат да им позавидат и поголемите и помокните клубови во Македонија. Од редовите на Спартак се регрутираа бројни спортисти кои оставија белег во кочанскиот и македонскиот боречки спорт. Во чест на прерано починатите борачи Андонов и Колев, утре во спортската сала во Кочани со почеток во 11 часот ќе се одржи меморијалниот турнир посветен на овие двајца спортисти. Меморијалниот турнир Андонов Колев во слободен стил ќе се одржи по 18 пат во Кочани. Ја наставуваме традицијата. Ќе се одржи во спортската сала Никола Карев со почеток од 11 часот. Ја користам приликата да ги поканам сите граѓани на општина Кочани кои се љубители на борењето во слободен стил да посетат оваа манифестација, во која манифестација ќе учествуваат познати клубови од Македонија, како што се Лирија од Чаир, потоа Балканец од Штип, потоа Бучим од Радовиш и домаќините БК Спартак од Кочани. Голема чест е да имаме можност да го организираме по 18 пат и сметам дека ќе имаме посетеност од граѓаните и не треба да дозволиме овој спорт да замре во општина Кочани. Колку успевате како клуб да го ја задржите таа традиција и споменот за нив? Па видите, јас сум претседател на клубот веќе неколку години, имаме двајца тренери, еден во Кочани, еден во Ризари. Имаме намалување на бројот на прилив на млади борачи. Тешко иде одржувањето на клубот, а за одржување на БК Спартак требаат поголеми финансиски средства. Ја користам приликата да кажам дека општина Кочани е еден од помагачите на одржување на клубот на БК Спартак да функционира и да биде учесник, да земе учество во сите надпреварувања во Македонија. Во секој случај е тешко. Спортската сала во Кочани веруваме дека и утре ќе биде место на собир на најдобрите спортисти борачи од Македонија, и тоа во повеќето категории, со што ќе дадат придонес во зачувувањето на традицијата на боречкиот спорт во овој